очигледно живееме во различни држави, па се среќаваме со различни граѓани. Овие флоскули што вие ги кажувате како да сте во изборна кампања, како да сте на изборен митинг, не помагаат на оние корисници на додатокот. Ке кажете дека во време на ВМРО ДПМН дека додатокот изнесува од 600 денари, дека сте го зголемиле за 400 денари. Свесни ли сте дека прво владеете 6-та година поред и ми зборувате за покачување од 400 денари? Кажете ми колку чинеше тогаш електричната енергија, колку беше млекото, месото, јајцата, нешто што не се споредува и згорана се, не се срамите ова да го кажете. Знаете, вашата предходничка Мила Царовска со вашиот предходен премиер Зоран Заев изманипулира над 500.000 граѓани корисници на социјална помош и ќе ви кажам како. Сите парични права што ВМРО ДПМН ги воведе, ги прекрсти и ги фузира во едно единствено право наречено гарантирана минимална помош. Ете така ги излажавте луѓето на кои што не им понудивте опција да работат. Замислете, имате граѓани со 100 денари на ден кои што немаат 2 леба да купат и не стигаат 100 денари. Еден куп луѓе ви беа со исклучена струја токму во време на корона кризата. Лицемерно и неосновано одбивте барање за референдум, демек нема пари за избори во државата, но се пуштивте во кампања со билборди, видеа и празни флоскули против председателот Христијан Мицковски. Од што се плашите, сакам да ве прашам? Ајде на избори ако не се плашите, тогаш ако е све дека цветаат рози во државата, ајде на избори и ќе го решиме проблемот. И слушам одговор на пратеничко прашање за лиценци за директори во градинки, дека е по критериум прв услужен. Не, кажете искрено на јавноста и на тие што чекаат за лиценци за директори дека селектирате партиски и политички. Лицемерието ви нема крај. И многу ми е жал што пратеничките прашања кои што се институт ги сметате за подсмев, па овде како на разглас се повикуваат министри да влезат еден ден, не можат да излезат во собранието да работат, ама тоа не знаете зошто е така? Од менаџментот, од менаџерот. Со подбив се однесува кон пратеничките прашања, затоа вака неодговорно со подбив се однесува како до сега владата, ама нас ни одговара како до сега, ама граѓаните патат. Ова лицемерие и ваша самобендисаност не ве води нигде. И во еден наврат накратко ви кажав дека имаше една таква министерка што со ароганција овдека се однесуваше, ама кратко траеше. Така и вие кратко ќе траете. Благодарам. Немате дополнително, ама не влезе во стенограмата.